Модерна и армија со која што ќе се гордеат сите македонски граѓани, тоа е главната амбиција на идниот министер за одбрана Владо Мисајловски. Вели свесен е дека пред него е тешка работа, но ветува дека ќе го даде и последниот атом од своите сили за македонската армија да заличи на вистинска НАТО армија. Пред камерата на Алфа вели за таа цел дека е потребно финансиите во сегментот одбрана да бидат доста зголемени. Многу важно е буџетот да биде, нели, сериозно зголемен, за да има услови за подобрување на армијата во секој еден сегмент за сите припадници, но се разбира и во министерството и во армијата, но тоа е важно преку сите оние аватки што ќе има министерството преку развој на одбраната, не само на одбранен план, туку се разбира и за сите оние работи што следат наредниот период, а тоа е се она што доликува како една НАТО армија да го имаат во делот на јавните набавки, се разбира во она што модерни услови за работа. Мисајловски вели ке се врати почитта која заслужуваат вооружените сили. Да има многу реформи во Министерството за одбрана, да има многу професионализам, не само за цивилниот, туку и за униформираниот кадар. Многу е важно секој еден што работи во Министерството за одбрана да знае дека ќе биде испочитуван, секој што работи честно и што ја сака Македонија, навистина тоа ќе се гледа и ќе биде заслужен со се она што следува согласно сите критериуми во Министерството, но важно е да видиме една модерна армија што ќе биде препознаена од сите. Мисајловски влегува во министерство за кое во јавноста постојат сомнежи за спорни тендери вредни речиси 300 милиони евра. Во ек на економска криза беше договорено да се плати 66 милиони евра за систем за противвоздушна одбрана, иако и самата поранешна министерка Славјанка Петровска кажа дека не постои никаква опасност за Македонија од воздух. Петровска предизборно склучи скандалозен договор за набавка на хеликоптери вреден 230 милиони евра. Мисајловски вели дека нема да има никакво политичко одмаздување, но ќе има ревизија на сите јавни набавки и одговорност ако се докаже некаков криминал. Видовме каков политички прогон се правеше врз многу луѓе од ВМРО-ДПМН. Ние не сме исти како овие од СДСМ и останатите што беа во нивната коалиција, ние сме многу поразлични. Сега дека што има докази за сторен криминал, секој ќе си одговара и тука нема да има никакви дилеми, за да нема никакви дилеми, но важно е да ги видиме сите спроведени активности, сите спроведени набавки и потоа нормално да ако има негде некој погрешено да си има и постапка. Мисајловски е магистар на Факултетот за општествени науки на одделот Дипломатија и меѓународна политика. Тој е поранешен директор на јавното претпријатие за државни патишта и министер за транспорт и врски. Во моментов еден од најблиските соработници на идниот премиер Христијан Мицкоски и потпредседател на ВМРО-ДПМН.